Тоа мене што ми има избегано, каде што Чоко е многу скромен и ретко кога се го потенцирал во другите гостувања. Да. Значи, сакам да отвориме таа тема, ама многу детално да го објасниш ова за YouTube канал Дургутов и за продукција Скок. Да. Значи, освен голгетерските способности, голгетерскиот теснок, Зоран Бошковски Чоко е едуциран и тренерски и е дел од репрезентацијата по 21 година во периодот 2009-2014. Тоа се 5 години. Така е, 5 години. Значи, 44 надпревари. Боби беше... Боби селектор, јас замени селектор и Љупчо Марковски Калц и Томи Пандев тренер на голмани. Сручен штаб. Добро. Морам, малку и мене ме совладуваат емоциите, морам да го прочитам ова за да бидам дециден. Ти ќе го потврдиш и сакам да го објасниш, значи те молам детално да го објасниш. Нема проблем, Јалче. Значи вака вели. Добро ги познавам момците, ова е твој цитат кој сум го извадил од пред 7-8 години за некој медиум, новинари некој пишували, ќе ми извинат, не стигнав да видам точно кој е и релевантно. Колегите го перфектно го направиле. Добро ги познавам момците, ова е голем успех за нашата репрезентација. Зборуваме за U21 со пласманот на Европското првенство 2017. И велиш, поголемиот дел од нив јас ги селектирав и ги внесов во репрезентацијата по 21 година заедно со Боби Бабунски. Ова е твоја изјава. Точно. Навистина ми е драго, очекувам дека ќе играат добро и ќе направат нешто големо. Плюс еднаш и нам ни се наместија коцките. Момците имаат квалитет, заслужено се таму кај што се сега. И после велиш. Нивната генерација е 4 години создавана. Значи, во 2013, кога бев дел од македонската млада селекција, првиот надпревар го одиграа Зајков, Велковски, Радески, Николов, Бабунски, Марковски, Муслиу, Тошевски, Бејтулаи и Ангелов. Тоа се 10 луѓе. И тука беше и Стефан Ристовски со нив, Алиовски, Аце Трајковски, 92-та генерација, една пред нив. Они се придодадоа на оваа генерација, на 92-та, 93-та. А Чоко, овие се играа за репрезентација? Сите се тие, да, 70% се оваа репрезентација. Си работел со нив во Тетекс? Да, и во Тетекс, така, и ги селектирав во оваа репрезентација, значи они беа U19 пред тоа. Добро. Да, и играа во клубовите, и јас ги пратев, ги секоја недела, нормално, заедно со Боби, и го направивме тој премин, најкритичниот од 18-19 години во U21, кај што се крши, кај што... Чека, ако добро те разбирам, со 2 години помлади играле со 21. Да, они беа приклучени, овие сите што ги набројавме, во поголема генерација. Во 92-93, кај што беа Стефан Ристовски, Стефан Спировски, Александар Трајковски, Ерџан Алиовски, Стефан Ашковски, значи сите исто репрезентативци што беа, пред тоа нив, сега овие. Значи ти си ставил капка под од тебе во целиот тој труд кај тие играчи. Многу. Не викам дека ја само, имало и други пред мене, ама во тој прелаз кога се кршело од U19 U21, кај што треба да дадеш подршка, кај што треба да го селектираш, кај што треба да го издигнеш, да игра, ако не игра џабе, разбереш? И сите тие се надоградија и стана уште подобри фудбалери во тој клучен момент. И после тоа направи и трансфери, и репрезентаци стана, значи сите. Добро, да те прашам. Ама некој требаше да им даде шанса. Се сеќаваат ли барем поголем дел од нив на Чоко Бошковски? Се сеќаваат сите. И почитуваат, нема проблем. Уште еден джингл.